што туку завршив со проба в театар и работиме театарската представа Аждер од Евгений Шварц во режија на професор ми Владимир Милчин. Многу сум среќен дека играм во представата, многу е возбудливо, откачено и многу напорно заради тоа што имаме дупли проби. Премиера ќе имаме некаде во втората половина на ноември. До тогаш има уште многу време, сега се наоѓаме уште намаса, правиме анализи на карактерите, ситуациите. Сега едва и чекам да си одам дома, ептен сум уморен. Дома се надевам дека мечето е веќе заспано, па ќе можеме со Анета малку да се подружиме. Обично 1 до 2 сати на вечер имаме дружба онака од кој ќе заспие Огнен, заради тоа што цело внимание е посветено на Огнен. Едноставно не може се качва, игра, прави, треба да го занимаваш. И надвор е камен ладно, ќе припремам варено вино, тоа уште за време на проба ми текна, викам ќе одам дома, ќе припремам едно варено вино, нешто мезе ќе си направиме, а успат решив да ја кажам на Анета дека ќе снимам емисија, тај уште не знае, јас веќе договорив се уште од летото, али цело време наоѓав начин како да не ја кажам, заради тоа што како има време, знаеш не мора одма да ја кажам, заради тоа што и таја треба да учествува. Сакам да снимам се во позадина што ми се случува во животот, од најразлични активности, од проби в театар, шетање, настапи, стендап, пишување материјали, снимање на клипови и така натаму. Како и да е, не знам како ќе завземи целата работа, не знам како ќе реагира, не знам дали ќе е окей. А за 7 дена веќе треба да има премиера на телевизија. Ми е малку напето, се си мислам дека да почнам од доколу, да не се објаснува многу. Ќе видам, не знам. Значи ќе одам, ако е Огнен заспан, прво нешто што ќе направам, ќе пуштам камерата, нека снима баш да видам како ќе изреагира. А после потом и мезе и вино и се ќе правиме. Од висококвалитетно и безбедно млеко, преработено на традиционален начин, со примена на европски стандарди, секојдневно присутни на вашата трпеза. Осоговски млечни производи. Ексклузивен салон на Кристина Дамил. Италијанските брендови на Туци Editions, Калигарис и Его Италијано од сега на едно место. Производи со модерен дизајн, висок квалитет и удобност. Циметот со јас за крвните садови. И она што е како се вика за чај праење, цикорија ми да речам. За мokraчата биле добри. Брусница. За чај праење. Да, брусница, небитно. Ќе имам нешто да споделам со тебе, затоа ја пуштам камерата да снимам. Океј? Да, значи не имам провалено банка, уживај. А за брусницата можеш да ти кажем или така нешто? Беше на телевизија, ја пратев и вика, тоа е мит. Не е докажано дека брусницата помага на... Заедно гледавме и рече муаметот луѓето си пијат, ама тоа не дека ти мени нешто. Мислам таа е дозата. Тоа е тоа. Да не ти е преблаго? Може малце помалце шеќер. Значи наместо 6-5 лајчиња шеќер. Денеска го помина. Цел ден ваму во трудото. Во трудото бев се пријавив. И? Да дојдам пресмешна, не знам што ми се случи. Во трудото одам прва. Заради тоа што Огнен го носе во градинка и влегвам, имаше таму некој вработен, повозрасен човек, 50 на години, 60, поима немам колку таткови. Викам, окей, не, седни да ти кажам нешто. Шо? Вика, немаш никакви квалификации. Зашо квалификации му? Викам, имам CV, пуштено се. Не, вика, овде на профилот, вика, твојот профил што е кај нас, немаш квалификација. А чекаш од профил ти е уствари прат. Викам, јас чекам работа, а уствари немам време, немам седнато да си остредам профилот што ми е кај вас. Ама не, вика, не можеш ти да го средиш. Ние треба. А како, викам сега јас? Вие треба мојот профил да го средите. Не треба на веб страна да влезам и да си направам профил да го средам. Не, вика, ова што ти е кај нас како досие за тебе. Ај, вика, некој поле да пополниме, ти стварно испаѓа дека си без квалификации. Што работеше, ми вика, координатор на сектор за обуки. Ај, вика, сега вака, ќе седнам, ја седе тастатурата, како то да е, не знам, она за роботека да прави. А чеке постарше, така? Возрастен, колку нашите. Значи, тој со тастатура не е многу близо. Да, видим генерација. Познавање од интернет, чукам на тастатура. То. Ето, значи, сега јас ќе пишам
работи координирано и готово, тука јас не може. Викам CV имам, ќе го донесам и наредниот пат само ќе ги пополним овие полината и толку ќе би. Пиши, едно време ми го врти компјутерот за да видам. Квалификациите беше страшното, тоа со зборови страшно беше, не се барата со основата на зборовите. И гледам пола на кирилица, пола на латиница напишано, големи букви и викам, абе, ова не имаш видено, ти има префрлено. Го мана цел пасус. Пред 2-3 месеци го бев, исто бев во 2,5, заради тоа што Огнен го земам во 2,5 од градинка. Да, или пред или после, да. 3 без 15, да. Нели ова ми е близко до градинка. За пријавување. Абе, што правите вие младите, бе, вика, по кафичи до 20, дури во 2 идиш да се пријавиш. Не знам дали е ова вистинскиот момент сега да ја кажам или подоцна. Најдобро ќе биде да се согласувам. Шо и да кажи, да велам да, така е. Мислам дека е време да ја кажам. Не ја слушам шо збора, не можам да се сконцентрирам. Само да велам. Му кажав дека зошто ти го држиш овде местото, јас можам да сум на твоето место. Да, зошто вака ми се обраќаш? Не смеш вака да ми се обратиш. Знаеш докај ти се тебе ингеренците? И си ја прибраш. Ворите вака, јас сум сега например изнервирана од дома. И сега можам тебе пувка да те направам. Што добиваме јас и ти кажи ми? Еве, веќе се карам. Не, ти и така вработување нема да добиеш. Тоа е со трудот. Прејако, супер. А шо бе? Ништо, не бе, нешто добив идеја, многу јак момент. Добив идеја цело ова што ни се дешава вака во животот, да го снимаме. И то да оди, например, на телевизија, на интернет. Луѓето да ги гледат, цело време размислував, окей, снимав клипови, по телевизии, ваму, таму, проекти, вакви, такви, в театар, се. Ова да сега... Па и затоа го снимав, сакам да ти кажам, например, да го снимаме то целото и да оди на телевизија. Значи, на кој начин еден млад брачен пар со едно дете и куче живеат. Како реалити шоу? Не, сад, глупости, како знаеш дека прво нешто на кој што ги текни како реалити шоу. Во реалити шоу е секако хепи, не знам како да ти кажам, ги затварат некои луѓе во некоја соба, во некоја куќа и тие таму јадат, пијат и има кавги и глупости брат. Значи, мене идејата ми е да направиме нешто... А како е на оние на Кардашијан? Не, ги немам ни гледано тие Кардашијан, значи поима немам. Значи тие одат, имат пари и ги купват работи и секој ден тие нешто прават по базени, предпоставувам такви, ова носи, она носи. И се зова што ти викам, сакам да направиме нешто кое што е стварно реалноста. Ама и да нас цело време или само тике? Значи ти и Огнен, и мајка ми, татко ми, сите, и мајка ти, татко ти, се сите да бидат вклучени. Па не знам така. Ме заебаваш? Не, озбилно. Си Зато сега снимаш и овие? Па да. Да организирам, пример, голем настап, стендап комеди, пример, со голем настан да направам и да видиме кој е цел пат на тоа. Добро, ние тие то си го снимаме такви видеа, знаеш колку имаш? Милион, знам. Од кога почна ти, ќе ти ги дам сите ако сакаш. Да, не, ама да го видиме цел пат кој е да се стигне до моментот кој се качиш на сцена, и професионално. Зато ти го купуваш апаратот? Па, делумни за тоа, не знам. Не стварно, значи, сакам да го направиме како што треба. Заради тоа што од наша ТВ имам понуда, правев муабет со Ристо, вика, окей, му ја кажав цела идеја, супер, снимај. Не знам, ти сигурен си во ова? Не се разбирам јас во овие работи да не е глупост по мене. Абе, не знам стварно дали е глупост, ама ќе видиме што вика зборот. Се надевам дека ќе биде окей. Абе, да, ама не знам. Готово демек, шо? Треба да му кажеш. Не, Анче, веќе снимам. Ама ти сега демек ова... Не, Анче! Како што можете да забележите, се наоѓаме во кујната која што е дизајн на Анета и делумно на Икеа. Веќе мечето заспа колку има 10 без 15. Не знам од кај му излезе прекарот, Анче. Беше така полничко поприлично бебенце. Значи ова е местото кај што ние после неговото заспивање, може и малку потивко да зборам да не го разбудам во другата соба спие тој. Може да слушките како некој поштикли оди, тој е Маша, еве, копа, јади земја и така натаму. Вие следниот сат или 2 сати, јас и Анита правиме дружба тука, да речам тој времето кој ќе можеме да се видиме. Секој си припремаме некое мезе, некое јадење. Значи влечките морам да ги фрлам подитно. Знам, значи
Со овие влечки кои ќе ги клам, немам контрола кај да мавам по маси, по ќоше. Битно нешто има. Никогаш малото прсте нема си гудриш. Секоја вечер си правиме по некое мезе, по некоја пијачка, си правиме дружба. Си го правиме животот поинтересен со други зборови. Значи вечерашното мезе, кое што ќе го припремам специјално за вас е пред се пијачка. Значи тоа и мезе. Значи пијачката е варено вино. И од каде потекна, значи самиот рецепт потекна уште од студентските денови кога во студентски дом Гоце купувавме вино во онакви пластични по 3 кила што се. И беа најефтините и само не знам, пример не знам како беше 150 денари 3 кила. Тоа вајда тоа што се фрла го продаваат успат као киселина се користи, ама не го пие. Моравме смислиме најразлични методи како да го направиме виното по-пивко и смисливме метод дека најдобро е да го вариме виното, но понатаму продолживме да го создаваме тоа варено вино и да го конзумираме со поквалитетни македонски вина се разбира. Еве тука до мене имаме едно македонско вино. Некој ќе имаме спонзор ако се појави некој ќе нивното вино ќе стои. Пример. Значи не треба ништо. Добро, значи од страна на мези имаме кашкавал, котски кашкавал со во комбинација со вареното вино, идеално оди посебно во вакви времиња кој ќе залади малце на варено вино и таман залади наеднаш, идеално дојде варено вино. Маша, дај ваму. Ајде, мори. Маша се лажи. Ти се плашиш од Малтезер? Не, страшно е. Каса. Одиме со припремата на виното. Потребно ни е црно вино, карамфилче, имам уште малку и цимет. Цимет, еве го циметот и цимет. Еве, карамфилчето за вие што не сте информирани. Еве го. И многу убаво мириса. Ова му го даваш меко и цимето. Цимет? Тек да правиш некоја рецепта, замисли полнети пиперки да правиш. Значи тој ќе Тој превозбуден ти вино грејано, пак ќе го разберам умењето да викам. во 3 епизоди ќе биде точно е со полнети пиперки.Циметот е врхунат. Целат на интернет прочитав дека е многу добро за срцето. Значи од сабајне да конзумираш вода, јаболкова киселина, мед и цимет. И затоа ние сега со виното го користиме цимето. Многу е битно, 2 филџани од Ивонив ќе пиеме. Се разбира, црниот е за Анета, белиот за мене. Black Swan. Еве ги. Значи се е припремено. И најбитно, гезве, отиво што ќе го вариме виното. А гезвето, се знам кај сте. Како во емисија за готвење сум. Гезвето е многу битно да биде словенско гезве. Се слуша? Да. Тоа е тој звук. Значи ќе се зема не турско, не вакво, 1 мм дебело, 2 мм, не, словенско. По цената ќе го препознаеш. Секогаш виното го претураш мијалник. Значи не вако ти лом ќе стори. Може да ти кажам зошто, Маца? Зошто? Една секунда. Значи, да работиш и имам купено дома, практични причини. Во право си! Еш. Ова ги има Маша изедено. Господе Боже. Ќе одиме со попримитивниот начин. Маша тишина. Еве го моментот. Ако си извалкате со црвено вино, бело се тура одма. Глупостите. Ова малку финди. Имаш пробано? Немам пробан, али ќе пробаме ако сакаш. Ништо. Ај тишина. Морам вака, леле, момент ќе го разбудам. Одиме со стојките, на 9 пуштам на максимум да урла. Некој го крчка, го прави на тројка, на 4 сат време да чекам за 2 шолји, значи. Брзо и експресно сакам. Шеќер, многу е битно за 2 шолји, 6 лајчиња шеќер. Знам дека многу ви звучи 6 лајчиња шеќер, тоа е леле се отру. 5 6. Промешуваш и одиме сега со тајните состојки. Карамфилче. Одоко фаќаш, не знам точно колку се клават, не знам колку е, ви проценете, ако има некој време, нека ги број овие. Еве ги. Сите одат внатре. Циметот е битен. Тој го даваш мекот. Колку цимет? Цимет клаваш исто одоко. Не знам дали овој рецепт ќе го гледате ќе ви е корисен и нешто ќе ви значи, ама одоко. Еве. Джейми Оливер сте толку одоко што давате. Значи тие сме одоко и ако си мислиш дека е многу, не е многу притури. Во меѓувреме, дури се вари ова, припремаш мезе. Одиме за мезето, преедноставно е. Имаш кашкавал, осоговски крави, еве една даска, еве даската може да посведочи за тоа што се имам правено на оваа даска. Сите твои салати ова лето. Многу е битно од време на време си го промешваш ова дори си го правиш мезето. Намалам сега од технички причини. Причината е за да го припремам мезето. Одиме со кашкавалот. Значи од вакви мезиња, од вакви јадења праење, стигнав 96 кила. И заради тоа
Решив малку да олабам, пак ви сврлив лебот и јадам само мезиње. Значи тоа е рецептот за слабење. Значи толку кога ќе почне да врие, толку е, така? Толку е. Еве го и виното. Еве шумо мириса. Топец. Цела куќа ќе замириса. Добро. Дете му. И одмен ќе спие толку. Да, па да ја спие. Ова е цела филозофија. Знам дека може ви изгледа едноставно, ама многу кеф прав многу. Гледај. Одиме со црна позадина. Многу ни е битен дизајнот во јадењето. Тоа е то. И шмекот е на крајот во чечкалиците. Ти вела манита дека е за гости. Заради тоа види, колку гости имаш, толку вакви ќе си кажеш. Вака си прави со другари кои ќе ми дојдат? Па да, нормално. Баш кај чечкалиците летат Да. како луди. Секој месец чечкалици купуваме. Зачин кој што го обожавам е мешан бибер. Али овие што го направиле ова е мешан бибер. Нешто ова е мелницата, катастрофа му е. 3 години да вртиш вака да не се потроши. Што е бе, Маша? Што е? Маша, што си возбудена ти? Факци. Мезето е спремно, виното е спремно, одиме да си мезиме и да си правиме муабет. Тоа е тоа.